на сила е се уште и изборниот молк. На неколку часа до затворањето на избирачките места во 4 општини, каде се одвиваат повторени локални избори заради немањето цензус, гласањето се одвива мирно и без инциденти. Најголем проблем од утрово за општинските избирачки одбори се врнежите од снег на повисоките планински населени места. Така и во Гостиварско, каде што се избира градоначалник. Од утрово таму е колешката Ирена Чачкова. Ирена, излезноста за Гостивар е двојно помала до 13 часот споредено со првиот круг. Има ли причини на што се должи оваа незаинтересираност на гласачите? Ти разговараше со гостиварчани. Повелите имаме во живо во вестите за сите состојби како течат изборите во Гостивар. Да, сега пред малку имаме обновување на податоците, сега е заклучно со 15 часот и во однос на она што го имаме од избирачката изборна комисија овдека во Гостивар е дека заклучно со 15 часот гласале скоро 15.000 граѓани. Тоа е околу над 17% во однос на претходните избори овдека во Гостивар, односно претходниот обид за избор на градоначалник, тоа е помалку. Со оглед на тоа што во избирачкиот список се запишани 82.900 гласачи овдека во Гостивар. Генерално од утринава сите избирачки места се отворени на време, со исклучок на одредени избирачки места кои што не биле на време отворени поради лошите временски услови, меѓутоа повеќе околу бројките и околу отварањето на избирачките места предлагам да чуеме во продолжение од изјавата од општинскиот изборен комитет. Поради временските услови некои места малце покасно се отворија, а во едно избирачко место, иако дека се трудеа многу избирачкиот одбор за да стигна до избирачкото место, но поради временските услови не постигнаа да стигна до избирачкото место до рокот додека е предвиден и со координација со Државната изборна комисија одлучија дека избирачкиот одбор треба да се врати и на таа гласачко место не се гласа, другите гласачки места сите се отворени и гласањето се движи. Имало мали инциденти со биометриските апарати, но тие брзо се надминуваат. Првите часови имавме проблеми на неколку избирачки места и со струјата имавме проблем. На некои места се реши тој проблем, само во едно избирачко место Трново, таму се уште немаат струја. Се надеваме дека ќе превземат нешто и ќе средат и тоа проблематика. Инаку успеавме да ги анкетираме и гостиварчани овдека во Гостивар за тоа какви се нивните очекувања. Тие се надеваат дека овој пат ќе биде избран градоначалник на Гостивар, меѓутоа во продолжение предлагам да слушнеме што очекуваат од новиот градоначалник, односно кои се приоритетните проблеми кои што треба да се решат во градот. Јас мислам дека општина Гостивар нема ништо направено, ни другите 3 општини нема ништо направено. Се гледа тоа. Некој ќе биде. Ама треба да работи. Кај не треба да се натера да се работи. И сите градови во Македонија, прво и главно прашање е заштита на животната средина, еколошките прашања, за чистота на воздух, на вода, на храна, тие основни работи што се за хигиена во градот, јавна хигиена, образованието од училници, училишта за деца, спортски сали. Втор дел би бил и овој делов што е со здравството и некои моменти каде што има ингеренции локалната самоуправа, градоначалникот како. Мислам дека ќе биде избран овој пат градоначалникот. Хигиената треба да се одржи, мислам хигиената. Имаме доста скитници и тие се приоритетни. Воздухот генерален проблем, не е само проблемот на градот Гостивар, сите општини го имаат истиот проблем. Треба да биде подобро за младите, да биде подобро и да биде за Гостивар. Инаку само да напоменам дека ова е нов обид во Гостивар да се избере градоначалник. Во овој пат не мора да има цензус, меѓутоа потребно е мнозинскиот дел од гласовите да бидат во корист на еден од кандидатите. Уште еднаш да повторам дека заклучно со 15 часот гласале скоро 15.000 граѓани, односно 17,8% од вкупниот број на гласачи.